Сдруженијето на граѓани за културно-уметнички дејности Одоната од Кочани беше организатор на проект насловен Репродуктивна уметност и дизајн со инспирација од шпанската естетика, создавање на органски врски со традиционални состојки од Кочани. Проектот опфати отворена работилница во која локални уметници и млади учесници изработуваа продукти и слики од рециклирани и органски материјали, преку спој на уметноста, архитектурата и современиот дизајн, проследен со инспирација од шпанската естетика. Културно-уметничкиот настан беше под покровителство на амбасадата на Кралството Шпанија, а тоа беше повод за присуство и на амбасадорот Рафаел Сориано Ортис. Ahora tenemos la oportunidad de volver a trabajar juntos en un proyecto que tiene lugar. Сега по втор пат имаме можност да соработуваме помеѓу нашите две институции и овој пат активноста да се реализира во Кочани. Уметноста мислам дека е една од најаките алатки кои што возможува да се зближат два народа. En segundo lugar, tiene que ver con la juventud y en este taller Станува збор за публика кој што се однесува на млади и верувам дека секој до својот интерес ќе може да се најде интерес преку уметност да се запознае и да се зближи и поврзува со Шпанија. y en tercer lugar que este proyecto tiene que ver И трета работа е усвари станува збор, значи примерен продукт кој што се користи се остатоци од ориз кој е една од главните дејности на градот. Значи Сдруженијето Одоната и своите членови уметници секој во своја област и дејност ќе работа со тоа што ќе произлезат продукти, проекти кои што на некој начин ќе дадат живот на поврзаноста со Шпанија. que conectan a España con Cochani. Во реализацијата на работилницата под наслов Органика беше вклучена Љупка Коцева, млад ликовен уметник од Кочани. Сакам да им се заблагодарам на Сдруженијето Одоната што ме покани да бидам дел од нивниот тим и многу исто така сум возбудена бидејќи заедно денес ќе биде и мој прв проект и ќе изработиме масичка, тоест тоа ќе биде мојот проект кој што ќе биде баш од оризови лушпи. Тој материјал навистина се провлекува наназад во историјата, материјал кој што нели останувал по полињата, кој што нашите предци секојдневно се среќавале со нив, почнувајќи од обработката на ориз па се до градењето на куќите. Навистина доколку прошетате во низ Крушарско мало, малкуте примери што останаа во тој дел, може да забележите дека оризовата лушпа и арпа се користеле во изградбата на куќите, односно во како пополнување на ѕидовите, заедно со со песок, со кал и сламата во нивниот состав, така што сакам да кажам дека овој материјал навистина е една традиција за Кочани. И ми е многу задоволство што ќе можеме и ние денес во еден современ дизајн да го употребиме овој материјал. Во рамки на настанот беа изложени и уметнички творби на Сдруженијето Одоната, низ кои проткајуваше шпанската естетика и традиција. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.